Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате 22-то издание на спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортскиот преглед денес ќе го започнеме со преглед на одиграните контролни пријателски надпревари на фудбалските екипи и на оние од Полошкиот регион, меѓутоа и на сите македонски прволигашки. Во останатите спортови се уште немаме некоја активност, некоја развижување, освен ракометните екипи што започнаа со тренинзи на отворено, бидејќи се уште нема протокол за одржување на тренинзи и надпревари во затворен простор, односно во спортските сали. Токму затоа одбојкарите се уште не се започнати, кошаркарите исто, а ракометарите, бидејќи од овие екипни спортови први ќе започнат со првенството некаде кон почетокот на септември. Вардар и малку порано со официјални надпревари во СЕХА лигата, оние што беа одложени. Затоа тренираат на отворено, односно првиот дел од подготовките на физичката припрема, работат на отворено. Кога сме кај фудбалот, тука имаме протоколи и за тренинзи и за одигрување на надпревари. Па така првенството во првата лига треба да започне на 9 август, на втората лига на 22 август. И токму затоа подготовките на екипите се во полнек. Од нашиот регион прв надпревар се одигра во вторникот на градскиот стадион во Гостивар, Вардар Форино ја пречека Ренова. Прволигашот победи со 0:2 со головите на Рамадани од пенал и на Шефити во 60-та и 61-та минута. Меѓутоа морам да истакнам дека Вардар Форино, посебно во првиот дел, пружи одличен отпор на прволигашот на Ренова, екипа која што заврши на 4-то место минатото првенство и оваа сезона ќе игра и во Лигата на Европа, односно во квалификациите за Лигата на Европа. И токму затоа предлагам сега да ги погледнеме изјавите после овој надпревар, кои што ги дадоа тренерите на двете екипи, односно Илјами Исени, тренерот на екипата на Вардар Форино, и тренерот на Ренова Бујар Ислами. Да ги видиме изјавите. Илјами Исени, тренер на екипата на Вардар Форино, прв надпревар за вас, како сте задоволни од тоа што го одигравте против Ренова, екипа што ќе игра во Лига Европа? Па добро, сега почнавме со подготов и сме во фаза каде нозете ни се тешки и сакав да видам како ќе се движат моите играчи, некои проби, кај грешивме, кај треба да поправиме. Тоа ни беше контролна утакмица и за мене беше битно, не беше битен резултатот, туку беше играта. Играме против една екипа која се подготвува за Лига Европа и тоа многу е тешко за нас. Да. Каков е планот за подготовките? Па планот за подготовките сега овие 2 недели ќе бидеме тука, па сакаме негде во некој центар каде што ќе имаме добри услови за тренинзи. Така да едно 10 дена ќе бидеме таму, ќе играме неколку надпревари, после ќе видиме. Амбициите за оваа сезона се засиливте добро, донесовте неколку добри играчи? Па донесовме некои играчи, ни требат уште некои играчи за да бидеме комплетно. Амбициите се што погоре да бидеме во табелата. Тоа не значи дека сакаме први или сакаме што погоре, што подобро. Значи да бидеме конкурентни во таа лига. Бујар Ислами, тренер на екипата на Ренова. Бујар, прв надпревар за вас, како си задоволен од тоа што го одигравте? Како да ти кажем, значи ние сме во една фаза кај што многу сме тешки, уморни. Сабајле сме имале тренингова после пладниот надпревар. Знаевме дека ќе биде така и очекувавме да бидеме тешки, нормално е тоа припремен период, али има некои ситуации кои од уморот не може да ги реализираш како треба некоја ситуација. Важно е значи ова надпревар ни е као да влегуваме полека у ритам. Имаме уште многу надпревари тука кај што ќе ги поправиме некои грешки што се појавуваат. Имаме нови играчи кои мора да се адаптираат брзо у нашата екипа, у нашиот стил на играта и мислам дека полека ќе дојде се на свое место. Каков е планот за подготовките? Па у четврток значи заминеме за припреми у Орит и таму имаме закажано неколку пријателски надпревари, па после тоа значи се враќаме, уште 2 надпревари ги играме у Тетово. Генералка значи ќе имаме реков таму ќе видиме како ќе биде жребот. Значи нас не очекува да се спремиме и за нашето првенство и за Лига Европа. Кои се очекувањата од првенството и настапот во Европа? Па како за нас значи за првенството е значи да почнеме добро, да бидеме у добра форма, знаете пандемијата ни прави проблем, значи за протоколот за организирање на тренинзите значи не е исто нормална ситуација ова сега. Ова ќе влијае у формата на играчите, али ние мора
да дојдеме на таа ниво и што полесно значи да ни биде и у првенство и у Лига Европа. Ренова во четвртокот замина на подготовки во Охрид, таму ќе биде одработена првата, односно главната фаза од подготовките, ќе бидат одиграни неколку контролни надпревари. Таму веќе го одиграа и првиот надпревар, односно втор во подготовките, одиграа 1:1 со екипата на Струга Тримљум. Ренова поведе во првиот дел со голот на Гавазај, вистински еврогол на една одбиена топка од некаде 17-18 метри, неодбранливо биеше во мрежата на Струга Тримљум, додека екипата на Струга израмни во вториот дел, односно во последните моменти од надпреварот, преку погодокот на Нијази Лена. Во четвртокот се одигра уште еден надпревар на градскиот стадион во Гостивар, таму се сретнаа екипите на второлигашот Гостивар и екипата на Шкендија. Шкендија победи со 0:1 со голот на Омар Имери, уште во првиот дел беше постигнат голот. Гостиварци годинава се главни фаворити за освојување на првото место во втората лига Запад. Донесоа неколку квалитетни прволигашки искусни фудбалери. Тука пред се Христијан Кировски, Петар Лјамчевски, Иван Настевски и уште 4-5 други фудбалери, и сосема сигурно Гостивар ќе се замеша во врвот на табелата. Од екипата на Шкендија не известија дека нема да даваат изјави после пријателските надпревари поради состојбата со COVID-19, но затоа имаме изјави од представниците на Гостивар, односно од Влери Мисени, председателот на фудбалскиот клуб Гостивар, и од Бирол Топчију, тренер на фудбалскиот клуб Гостивар. Сега предлагам да ги видиме и овие изјави, се со цел да ги дознаете плановите и амбициите на гостиварскиот второлигаш. Влерим, кои се амбициите на ФК Гостивар за оваа сезона? Зедовте неколку играчи, квалитетни, искусни фудбалери. Кои се амбициите на клубот? Па вака, како што се гледаат новите трансфери, значи амбициите не се кријат више, амбициите се прва лига. Сме зеле играчи од прва лига, 6 засилување имаме. Значи комбинира сме млади играчи, искусни играчи, сме се засилувале со едни играчи што играле, значи имаат богатство во прва лига, значи некои 5-6 сезони играле во прва лига. Значи се играчи кои може да го носат товарот, и се надеваме дека ќе успееме на крај сите заедно, значи ние како раководство, стручниот штаб и играчите на крај да се прогласиме шампиони на втора лига, па да влеземе во прва лига. Значи тоа ни е целта и тоа више не се крие, значи овие играчи што сме ги зеле, више направено, сега можам да кажам слободно дека бум, можам да кажам засилување кое што не очекува, некој бомба трансфер беше првиот Кировски, па продолживме со Стојковски, со овој Едис Спахију, значи со Лјамчевски, со Ардиć Затири, значи овие се тие 6 играчи кои чекаме да прават добро да играт и сите заедно да успееме да влеземе во прва лига. Бирол, како сте задоволни најпрво од денешниот надпревар со Шкендија? Па денешниот надпревар со Шкендија сум задоволен, затоа што четврти тренинг не е ова. Шкендија знаеме дека е скоро 20 дена на тренинзи, ова уште ние сме во прва фаза. Меѓутоа направивме на утакмица пријателска со Шкендија и нашите играчи да видиме кај сме, што сме. Иначе ова утакмица не ни беше, мислам, со Шкендија да видиме какви сме, што сме, затоа што 4 тренинга толку не е. Јас сум задоволен многу од утакмицава денеска, од ангажирањето на играчиве. Мислам од втората фаза, третата фаза со другите пријателски утакмици многу подобри ќе бидеме. Каков е планот на подготовките? Планот ни е, сега сме на прва фаза, имаме тешки тренинзи, нормално тешки се играчиве. Втора фаза сум планирал едно 7 утакмици имаме да играме пријателски. Треба да се договориме во втората фаза со управата дал ќе испадне да идеме на припреми, затоа знаете дека пандемијата е во земјава и цел свет.
Сега ќе организираме дали ќе одиме на Пипрем или не, ама ако не идеме тука ќе имаме пријателски утакмици и ќе се спремиме тука. Амбициите за сезоната? Амбициите ни се гледате дека имаме добри појачања, добри играчи, квалитетни играчи. Мислиме да одиме што погоре, тоа значи први да сме и да влеземе во прва лига. Фудбалерите на Шкендија вчера го одиграа и вториот контролен надпревар на градскиот стадион во Тетово. Ја пречекаа екипата на Македонија. Ѓорче Петров надпреварот заврши 1:1. Шкендија победе во првиот дел со голот на Јан Кривак, додека конечните 1:1 ги постави Филип Петров во второто полувреме. Тука треба да се истакне дека екипата на Македонија Ѓорче Петров во првото полувреме при резултат 0:0 промаши пенал, односно непрецизен беше капитенот Боби Божиновски. Денеска екипата на Вардар Форино ќе го одигра својот втор контролен надпревар, гостува во Битола против Пелистер. Меѓутоа за резултатот од овој надпревар и што се случувало во Битола ќе информираме во утрешните вести на КМ телевизија. Веќе спомнав дека прволигашите на големо играат контролни надпревари, пријателски надпревари, некои се официјални, некои се неофицијални. Меѓутоа сето тоа е поради тоа што нема доволен број на тестирани суди за COVID-19 и затоа дел од надпреварите се неофицијални без суди, а дел колку што има моментално судиски тројки на располагање се покриени со суди и се официјални надпревари. Еве дел од резултатите на конкретно на прволигашите. Пелистер Борец 1:0. Веднаш потоа Борец одигра 0:0 и со екипата на Тиквеш. Академија Пандев на првиот надпревар го совладал Согово со 3:0, потоа одигра 1:1 со Силекс. Кога сме веќе кај Силекс, кратовци победија со 1:0 на гости во Струмица против Беласица, а во вториот надпревар Беласица го победи Тиквеш со 3:1. Два надпревари се одиграа и во Охрид. Охрид Лихнидос на домашен терен беше поразен од Шкупи со 1:3, додека работнички го совлада Пелистер со 2:0 во првиот надпревар за скопските романтичари на подготовките во Охрид. Претходно говорев за пријателските надпревари на второлигашите, меѓутоа кога сум веќе кај пријателските на прволигашките екипи, може да забележите дека тука нема надпревари на екипата на Вардар. Сето тоа е поради тоа што Вардар е пред колапс, остана без фудбалери, се уште подготовките не се започнати, не знаеме ниту дали ќе започнат. Во моментов не е познато ниту дали Вардар воопшто ќе настапува во првата македонска фудбалска лига или на крај ќе прогласи банкрот и ќе продолжи во најнисок ранг на надпреварување. Тука ситуацијата е нејасна, имаше едно соопштение на фудбалерите дека им се должат многу пари и дека тие си заминуваат. Неофицијално пред извесен период кога дојде потенцијалниот бугарски инвеститор во Вардар Благој Георгиев, беше спомената сума од преку 3 милиони евра долг. И тој долг секојдневно расте. Да се вратам на второлигашите, во петокот беше извршена ждрепката за пополнување на втората лига Запад. Во конкуренција беа екипите на Фортуна од Скопје, Беса од Добридол Гостиварско и Велешта од Струшко. Најмногу среќа имаја стружани, бидејќи беа извлечени од Барабанот и ќе играат идната сезона во втората лига Запад. Тоа е нивно враќање во второлигашката конкуренција после 20 години. Во втората лига Исток ждрепката не се одржа. Тука во конкуренција беа екипите на Слога од Виница и на Росоман од истоименото Кавадаречко село. Ждрепката не се одржа бидејќи екипата на Питу Гули од Крушево се откажа од настап во втора лига Исток и се ослободија 2 слободни места, така двете екипи се пласираат директно во втората лига Исток. Помалку зачудувачки потек на Питу Гули од Крушево, бидејќи Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија ја укина котизацијата за настап во сите лиги. Минатата сезона беа ослободени само прволигашите поради откупените ТВ права, па тие пари беа искористени за покривање на котизацијата, меѓутоа оваа сезона ќе бидат ослободени и второлигашите и третолигашите, затоа велам помалку зачудувачка одлука, меѓутоа веројатно не можеле да состават ниту
соодветен играчки кадар и немале соодветни финансии, бидејќи сепак ако не се плаќа котизација, тука е теренот, одржавање на теренот, стручна служба, гостување, ручеци за играчите и така натаму. Тука завршуваме со првиот дел од емисијата, односно прегледот на настаните од домашниот спорт. Одиме со кратка пауза, а потоа продолжуваме и со прегледот на меѓународната спортска сцена. Повторно сме во студиото на КМ телевизија. Продолжуваме со прегледот на меѓународните спортски настани. Вчера се возеше третата трка од Формула 1 шампионатот, овој пат за големата награда на Унгарија на патеката Хунгаро-Ринг. Првото место го освои Хамилтон, откако тргна од пол на Еспањол. Во италијанската серија А се одиграа надпреварите од 34-тото коло. Нема промена на врвот, меѓутоа изненадување на колото е киксот на Аталанта. Резултатите се следниве. Рома Интер 2:2, Дженова Лече 2:1, многу важна победа за Дженова каде што настапува Горан Пандев, директен дуел за опстанок со конкурентот Лече. Дженова водеше со 1:0. Лече израмни и во последните 10 минути Дженова успеа да дојде до победата од 2:1. Бреша Спал 2:1, исто така во дуел на две екипи кои што следната сезона ќе играат во серија Б. Фиорентина Торино 2:0, Наполи Удинезе 2:1, пораз за екипата на македонскиот интернационалец Илија Несторовски. Парма Самдорија 2:3, Милан Болоња 5:1, Калјари Сасуоло 1:1 и со истиот резултат заврши надпреварот помеѓу Верона и Аталанта. Вечерва се игра надпреварот помеѓу Јувентус и Лацио. На табелата во водство е Јувентус со 77 бодови, 5 повеќе од Интер, односно 6 од Аталанта. Меѓутоа треба да се напомене дека Јувентус, како што веќе кажав, вечерва ќе го одигра својот надпревар од 34-тото коло на италијанската серија А. Во англиската премиер лига се одиграа само 3 надпревари од 37-то коло, бидејќи се играа надпревари од ФА купот. Во првенството Тотенхем Лестер 3:0, Бурнмаут Саутемптон 0:2 и Норвич Банли исто така 0:2. Надпреварите Шефилд Юнајтед Евертон, Брайтон Њукасл, Вулверхемптон Вулс Кристал Палас, Watford Манчестер Сити, Астон Вила Арсенал, Манчестер Юнајтед Вест Хем и Ливерпул Челси ќе се одиграат од денес до среда. На табелата веќе шампион Ливерпул со 93 бодови од поодамна шампион. Второ место за Манчестер Сити со 75 поени. Во англискиот ФА куп се одиграа надпреварите од полуфиналето, Манчестер Юнајтед Челси 1:3 и Арсенал Манчестер Сити 2:0. Што значи дека во финалето на ФА купот ќе играат Челси и Арсенал. За мене едно од најинтересните првенства во моментов кој што се игра е хрватското. Таму немаме борба за шампионската титула, меѓутоа се води голема борба за второто место, кое што води во квалификациите за Лигата на шампиони. А во Хрватска викендов се одигра надпреварите 35-тото коло, односно предпоследното коло. Во дербито на колото Хајдук Риека 2:3, на останатите надпревари Локомотива Загреб Горица 1:1, Истра Динамо Загреб 0:0, Вараждин Осијек 1:0 и Славен Белупо Интер Запрешич 3:1. На табелата Динамо Загреб е шампион од поодамна со 77 бодови, 15 повеќе од второ и трето пласираните Осијек и Локомотива Загреб кои што имаат по 62, Риека има 61 бод и Хајдук е петти со 57. Хајдук веќе нема шанси да игра во квалификациите на Лигата на шампиони, неколку лоши резултати врза екипата од Сплит и првенството ќе го заврши на 5-тата позиција и ќе мора да се задоволи со настап во првото квалификацијско коло за Лигата на Европа. 3 екипи во борба за втората позиција, останува се отворено во последното коло. Хрватска за прв пат има втор представник во квалификациите за Лигата на шампионите.
во онаа група на нешампиони, бидејќи Динамо Загреб ќе игра во шампионската група во квалификациите. Резултатите од првата хрватска лига воедно се и последната содржина за денешниот спортски преглед. Вашите добитни тикети можете да ги плаќате на платните места на спортските обложувалници Евротип. Имате бонус до 467% во зависност колку надпревари, со кој коефициент имате на тикетот. Тоа важи и за обичните уплатни ливчиња, но и за оние онлайн. Кога сме веќе кај онлайн обложувањето, да напоменам дека имате бонус од 200% на првиот депозит на вашиот профил на вебсајтот на Евротип. Тоа беше се за денеска. Се гледаме следниот понеделник. Довидување.